замислете, се будите ноќта и вика диското се запалило и мислите обично како некој мала работа, чат брзо си изгаснал, после гледаш се барат кебиња, се бара кислородна подршка, се барат води пакети, тие работи сите звонат, кај си, добар ли си, и прво нешто што ти доаѓа е да се јавуваш по сите да видиш кој каде, пошто веќе беше поминат дело со кога имаат возено од една на друга страна да ги транспортираат луѓето и сите тие работи. Болницата беше веќе испразната и првата работа кој се собравме беше туку парко, ама тоа беше страшно. Мртов град беше, имаше многу луѓе парко, никој не знаеше ни што да прави. Прокоче почна на денот на погребите, ние бевме у парко и видовме еден проблем. Тоа беше дека луѓето што имаа фамилии и одеа у странство, немаа доволно средства, заради тоа што Кочеј не е некој град дека има по-богато население, да кажам. Работат тука по неколку фирми и стандардна плата е зима. И сега замислете некој дете у Белгија и они треба да платат смештај, да платат авион за да идат. Државата не ја видели дека ќе им рефундира, ама они немат ни пари за да идат, за да го направат тоа. И тука беше главниот проблем, заради тоа што од неколку луѓе веќе ни тражеа како помош. Видовме дека тоа е доста голем проблем и се собравме ја, Дарко и Нено, отидовме директно у канцеларијата и за 2-3 сата направивме како една почетна веб страна. Снимавме едно видео за на Instagram и за на YouTube и после тоа го направивме како еден повик. Немавме измислено ни име, ни ништо, значи буквално првото нешто беше 2 компјутери у канцеларијата и кодирање. Кодирање само, окей, имаме цел да собереме информации кои се луѓето, дека се наоѓаат, да почнеме од нивните родители да бараме дозвола, да можеме да ги објавиме нивните сметки за некој нивен близок или било кој хуман човек што сака да донира, да може директно на нив да им донират, да не одат средствата у други институции па да се чека распредел или нешто слично, како може од денеска за денеска или од денеска за утре да им се помогне на луѓето. И тие беа првите работи. Првата веб страна беше подигната за 40 минути. Кога го купувавме домејно, го измисливме името Support Кочеј. Се беше инстантно се случуваше. Имаше на почетокот една сплотеност у градот, кога се деси целата трагедија. Тај првиот месец, првиот период после трагедијата, таква сплотеност у Кочани не имало, јако знам. Значи, цел живот живееме тука, ја не сум осетил такво нешто да има. Сите луѓе да си помагат един на други и да толку... Това, кога се поздравиш со некој, сеќаш го тоа близината, топлината. А после тоа, другите работи што требаше да се сменат или Кочани дојде на подобро, да има некои нови работи и други работи што ќе помогнат на луѓето да живеат подобро тука, уште не се сменети, уште не се почнати. Луѓето од цел свет донира. Ние од земјите, од Европа и од Австралија, од Америка, од Канада, имавме многу големи донации на почетокот. Немавме тука и заедничка смет. Туку луѓето директно донира и плаќа и провизии, се ништо не ги интересираше. Само сакаа да помогнат. Ги имаме опфатено, да речам, сите што се засегнати, односно и делот, нели, починатите, оние кои беа согласни за да добијат донација, бидејќи на почетокот имавме формирано кол центар и ги контактиравме, нели, дали се согласни за да примаат било каква помош, дали финансиска, дали исто така за повредените, дали некаква медицинска
мислам медицински помагала, компресивна облека и така натаму. Меѓутоа беа опфанати и повредените и лицата кои нели за жал почина во пожарот. И тоа беа повеќе од 200 семејства. Во однос на распределбите, луѓе кои беа согласни за да добиваат донации беа некаде околу 130. На почетокот повеќе, меѓутоа откако нели поминуваше време и кај дел од нив ситуацијата се стабилизираше, бројката се намали, дел од нив нели се изјаснија дека веќе немаат потреба од парична помош како што им требаше на почетокот, бидејќи на почетокот ситуацијата беше страшна. Ние се сменивме како луѓе, бидејќи ова на сите делуваше, ова е трагедија од голем размер, нешто што нели што е навистина со кое е навистина тешко да се справиме и се уште сите се справуваме. Така да нешто кое треба да го научиме дека треба да се направат некои системски промени и промени во тоа колку се подржуваме едни со други, колку си помагаме едни со други.